Во пресрет на празничниот ден 19 декември, кога се слави православниот празник Свети Николај Чудотворец, Прилеп и прилепчани ги финишираат подготовките за градската слава, која веќе 19 години традиционално се прославува во центарот од градот. Доследно на вековните обичаи и адети, славата на светецот, а кој речиси 2 децении е и заштитник на градот под Марковите кули, се одбележува со исклучиво постна трпеза на отворено, која се состои од гравче, маслинки, риби и најважно од се, од прочуената и уникатна светиниколска сарма, која само во Прилеп се прави со големина на лешник. Членките од Сдруженијето Преродба во пресвет на празникот и годинава ја покажаа својата исклучителна вештина во виткањето на овие уникатни сармички. 80% од граѓаните е честитаат оваа слава, половината чекаат, а другата половина па одит на гости, така да се продолжува традицијата. Ние одлучивме да ја продолжиме и понатаму, да не престануваме, и таја се состои од постна сарма. Сармата е позната многу во Прилепската сарма, бидејќи многу малечки се сармичињата. Во другите градови додаваат и други додатоци. Кај нас е во амурот ориз, масло, пипер, црн пипер и солца. Сармите се варат исклучиво на масло. Сосем малку се стават од расолницата, а другото сето само се додават масло и се варат најмалку 4 сати сме ги вареле. Овие вредни жени со носталгија се присетуваат на годините кога тие, заедно со членките од уште неколку сродни градски здруженија, виткаа по неколку десетици илјади сармички, наменети за градската трпеза, односно за сите добронамерни гости кои доаѓаат од цела Македонија. Последниве години тоа го нема, изумре, бидејќи на младите им е мачно да виткаат, а новото модерно време ги донесе кетеринзите. Со нескриено жалење констатираат тие. Ние по 1500 сарми сме виткале во денот, кога ги спремавме сармите. А сега тие се очекуваат на готово. Бабите, мајките, тетките, срините, тие да помогнат во виткањето. Кетерин службите сега се на дело, да речам, и затоа нашата работа е превзедоја. Ние што ја работевме е превзедо кетерин службите. Меѓутоа, додека одржувањето на овие традиционални вредности овде станува се помодернизирано, за нашинците кои заминале во белиот свет, тоа не е така, уверува Ленче Спирковска. Еве, јас имам черка во Австралија 15 години од кога појде на таму, и тие се на сите празници, не само Свети Никола, Великден, Божик, Дуван, ама сите празници, сите адети ги практикува. Прати таму сарми, вапцува јајца за секој празник, например, што празник носи, то го работат. Свадбите претежно со сите адети ги прат. Јас таму имам престојано година и 7 месеци и сум била и на свадби, и на крштевки, на слави, на се, и гледам дека навистина се трудат нашава традиција да продолжи и таму. И многу ми е кеф да ви кажам дека така се чувствува како да се овде во Македонија. Еве сега тоа беше тука черка ми. Јас земам да месам, да сучам, таа застанала над мене да гледа како прам, што да прам, да му прави за децата. Децата многу сака наши македонски јаде, инак ние што ги правиме да ги јада, да ги. Инаку, Свети Никола за патрон празник на Прилеп е востановен во 2005 година, а во 2008 година градот и Македонија за прв пат влегува во Гинис со најголемата порција минијатурна постна сарма од 80.191 сармиче со големина на лешник. Градската слава секоја година си има свој домајкин. Во изминатите 2 децении домајкини биле многу компании, функционери, политичари. Годинава таа чест ја има општина Прилеп, која лани кумството го презеде од градежната компанија Теракота. Домајкинот за година ќе биде соопштен на денот на празникот.